Добро вечер. Еве ги темите за ова издание на 360 степени. По сторијата за куќата на Халкидики на име на тештата на председателот на ДИК, антикорупцијска тргна по трагата на парите. Многу е лесно вие да најдете некој што ќе ви го чува имотот. Обвинителството чека некој друг да му каже дали има основи да постапува за неверојатните профити на подизведувачите на Дермалок во набавката на фингерпринт апаратите. Активна е само ДКСК. Некоја наредна седница овој многу битен предмет ќе биде изрефериран. 34 милиони евра јавни пари потрошени на провизии за подигнати, а неискористени кредити од 2012 до денес. Само за пругата кон Бугарија попусто отишле 7,1 милиони. Ви знаете причините за доцнењето на реализацијата на целиот овој проект и не би сакал да навлегувам во причините во минатото. Лицата со попреченост и достапноста на јавните услуги. На хартија се изгледа фино, се е во ред и се е среден, меѓутоа на фактичката состојба воопшто не одговара на тоа. Автобусот пристигна, а со него и старите проблеми. Не искочи шоферот. Не пак. Глеј. Антикорупцијска реши да тргне по трагата на парите откако предходниот понеделник објавивме дека куќа на Халкидики од пред половина година се води на име на мајката на сопругата на актуелниот председател на Државната изборна комисија Александар Даштевски и дека купопродажбата на имотот по овластување од тештата го водел и заокружил токму зето Даштевски. За ВМРО ДПМН е на чиј предлог е избран Даштевски и за СДСМ за кој би било логично да реагира случајот како да не постои. И обвинителството чека некој друг да му каже дали има основа да постапува, иако обелоденивме дека двете фирми подизведувачи на Дермалок во годината на набавката на системот за биометриска идентификација имале вртоглави профити, што пак го отвора прашањето. Зашто им се дадени огромните суми јавни пари, а потоа и каде завршиле тие? Славица Филиповска-Иванова. Минатата недела објавивме дека куќа во местото Елани на првиот крак на Халкидики од пред половина година се води на име на мајката на сопругата на актуелниот председател на Државната изборна комисија, Александар Даштевски. Според документите до кои дојдовме, 75 годишната пензионерка од Куманово го ополномоштила зетот Даштевски, а не например некој од своите деца, да ја води за окружи купопродажбата на имотот од 111 метри квадратни. Официјално, куќата чини 110.000 евра, иако слични недвижнини во Елани се нудат за најмалку 2 пати повисока цена. Нотарските акти ги обезбедивме со помош на грчки адвокат во Солун, а потоа, по неколку часовна проверка во Елани, го лоциравме и конкретниот објект. Станува збор за објект на 3 нивоа во типична грчка архитектура. Напред има дворно место, а во моментот додека снимавме тука, во куќата немаше никој. Семејната фотографија направена минатото лето во таверната во Елани исчезна од Facebook профилот на председателот на ДИК пред да емитуваме нашата претходна сторија. Непосредно пред емисијата, Даштевски испрати и писмени одговори на прашањата што му ги поставивме, меѓу другото, тврдејќи дека бил ополномоштен само за подигање документација, што е спротивно на нотарските акти кои покажуваат дека бил активно вклучен во купопродажбата. Дополнително, Даштевски кажа и дека е должен да пријави промена на имотна состојба само за лицата со кои живее во семејна заедница, а не и за тештата. ВМРО ДПМН на чиј предлог Даштевски е избран за председател на ДИК и СДСМ ја премолчаа веста, но не и Државната комисија за спречување на корупцијата. Точно и тоа што го кажал председателот на Државната изборна комисија, дека законот бара да се декларира имотот на потесното семејство, а тештата негова, односно бабата, како се вика, не спаѓа во негово потесно семејство, бидејќи не живеат заедно. Тој си постапил сосема законски. Меѓутоа, нашиот закон за спречување корупција и судир на интереси не дозволува, доколку има ризици од несразмерно зголемување на имотот, на лице кое што е блиско лице на службеното лице, ние можеме да ја прошириме нашата постапка и да провериме кои се изворите, како тоа лице се стекнало со тој имот, така што и ние по закон ќе си постапиме за да провериме нели како е дојдено до тој имот и ќе видиме каде ќе не одведат трагите. Под поимот блиски лица, во Законот за спречување на корупцијата се подразбира и роднини по сватовство до втор степен,
како во случајот на Даштевски и Тештата. Миша Поповиќ од Институтот за демократија смета дека институциите треба да имаат информации за поширока листа на луѓе поврзани со службеното лице, која не мора да биде целосно јавна, но е важна при детекција на коруптивна мрежа. Пример, кумството е кај нас многу чест начин на поврзување помеѓу двајца кои што се вклучуваат во некакво криминално дејство. За кумовите не се пријавува имотот и интересите. Меѓутоа, не е само до кумовите, генерално многу е лесно вие да најдете некој што ќе ви го чува имотот, што нема да биде во кругот на луѓе кои што не се со задолжение, односно за кои што нема задолжение да се пријави имотот и интересите. Поповиќ вели дека постои напор од регионалната антикорупцијска иницијатива да профункционира меѓународен протокол на размена на информации, кој Северна Македонија го подпишала, но се уште не е ратификуван. Тоа би значило дека ако податоците се дигитализирани во сите земји од регионот, антикорупционерите би можеле полесно да ги проверат сите индикации. Ако регистарот, например, на имот во Грција е дигитален и ако таштата на Александар Даштевски е во листата на блиски лица на носителот на функција, со претраги и меѓународна соработка, може да се добиваат навремено овие информации без да се базираме на успехот на свиркачи или на истражувачкото новинарство. Но и Грција не е докрај дигитализирана. Тамошниот катастарски систем нема единствена база, туку повеќе регионални канцеларии од кои дел воопшто не се дигитализирани. Затоа побаравме помош од адвокатот Солун, кој направи увид и презема фотокопии од јавно достапните документи за купопродажбата, што е во согласно со грчките закони. Наспроти тврдењата на Даштевски дека со сторијата правиме 3 кривични дела: повреда на тајност на писма или други пратки, неовластено објавување на лични записи и злоупотреба на лични податоци. Ивановска од ДКСК подсетува на иницијативата на носење закон за потекло на имот. Ние тој ризик го оценивме уште многу рано кога почнавме со проверките на имотната состојба, дека навистина има службени лица за кои што имаме дојави дека имале не знам вила во Маврово, имале не знам што, а во катастарот не стои дека е тој имот на нивно име. Ние од тие причини рековме дека неопходен е законот за потекло на имот. Од владата за 360 степени велат дека постапката за носење на законот е во фаза на допрецизирање на решенијата и дека во наредниот период усогласената нацрт верзија ќе биде предмет на јавна расправа, а ќе се бара мислење и од Венецијанската комисија. Ајде кај Малку поваму да не накиснете. Не, таман сум тука, а овие да се снимат. Пошто си дека нема да стигнат дали ќе се, кој ќе се. Немаме избори, се и сега последни. Оваа триумфална изјава на председателот на ДИК е дадена неполна недела пред локалните избори во 2021 година, кога пристигнаа последните фингерпринт апарати. Набавката која чинеше 11,2 милиони евра и на која стои подписот на Даштевски, е подлупа на антикорупцијска која ги проверува трансферите кон и од подизведувачите, како и техничкиот прием на купената опрема. Секоја од фирмите подизведувачи на Дермалог требало да добие по околу 1,5 милиони евра, а нашите проверки покажаа дека изборната 2021 за нив била навистина берикетна, со рекордни приходи и профити. Првата фирма, Алфазет, годината кога станува подизведувач на Дермалог, има приходи од 1,3 милиони евра, а трошоците изнесувале само 340.000 евра. Тоа значи дека профитот на фирмата е околу 74% од приходи за таа година или неверојатни 960.000 евра. Втората фирма подизведувач, Симболико, во изборната 2021 ги зголемила приходите 10-кратно споредено со претходната и ја завршила со профит од 380.000 евра. Годините пред и потоа се неспоредливо послаби. Од ДКСК велат дека активно работат на овој предмет. При краја имаше подетално истражување, пообемно истражување, се побара документи од повеќе институции, па дури се проверуваше, нели, и со
надвор документацијата што стасува и така натаму. Јас колку што имам информации е во завршна фаза. Тоа значи дека ќе треба на некој нареден колегиум да се реферира пред колегиум и кога ќе има наредна седница да се соопштат резултатите во јавноста. Паралелно, исплатите на ДИК за изборните дејствија во 2021, вклучително и за набавката на фингерпринт апаратите, биле под лупа и на Државниот завод за ревизија. И од ДЗР констатирале дека двајца од членовите на Комисијата за јавни набавки во ДИК не се согласиле со изборот на Дермалок, како и дека 5 мина се оградиле од записникот за тестот за прифаќање на системот. Меѓу нив, како што објавивме, се и тројца IT експерти, како и тогашните членови на ДИК, Дитмир Ешеху и Кренар Лога, кои издвоено тврделе дека состанокот воопшто не бил тест за прифаќање на системот, туку PowerPoint презентација, како и дека не е извршен квалитативен технички прием. Констатираните состојби, според ДЗР, создаваат ризик дека тоа што е предвидено со тендерската документација не е испорачано од Дермалок. И додека ревизијата е готова, а антикорупцијска ги привршува проверките за набавката, прашавме во обвинителството дали ќе постапи подопрен глас, откако објавивме за спорните елементи од договорот со Дермалок и за куќата на тештата на Даштевски. Оттаму ни одговорија дека немаат отворено предмет подопрен глас, како и дека се надлежни да гонат, а не да откриваат кривични дела. Повикаа секој што поседува докази за сторено кривично дело, тоа да го пријави кај надлежните органи. Дали доколку никој формално не пријави, обвинителството ќе го преспие јавно пријавениот сомнеж. Одиме понатаму. Верувале или не, 34 милиони евра јавни пари се потрошени на провизии за подигнати, но неискористени кредити од 2012 година до денес, зашто доцнеле работите на терен. За споредба тоа се 5 училишта како новото во општина Центар, Киро Глигоров. Галена Николовска-Ризановиќ. Минатата година започнавме со изградба на железничката пруга кон Бугарија. И тој проект ќе продолжи и во следните години. Во моментот кога оваа влада ја преземе одговорноста, беа изградени 23% само од трасата. Денеска затоа велам дека рехабилитацијата и зафатите на коридорот 8, железничката пруга која ја поврзува Република Северна Македонија со Република Бугарија, стануваат реалност. Најавувана од многу влади, министри, премиери, пругата од Куманово до бугарската граница, сатирично наречена Надеж, се гради речиси 30 години. Кад дедо ми ќе стане од гробишта од озгор. Ета ќе прави тај воз. Но дошол возот или не, државава веќе има потрошено 7 милиони евра за провизии за неповлечани пари за железницата поради доцнење на работите. А тоа пак е само еден од 50 на проекти за кои државни институции земале кредити, ама бидејќи не ги повлекле навреме, плаќале пенали. Фасадата и не е толку лоша, а и прозорците се релативно нови. ПВЦ со повеќе слојно стакло наместо старите со дрвена рамка. Така однадвор изгледаат првата и втората зграда од студентскиот дом Стив Наумов во Скопје. Но внатре демне хорор приказна. Студенти нема, па еден од малкутимина со пристап во објектот е директорот на домот Виктор Велевски. И гледате, влагата си го направила своето. Таму дури е до самата тула стигнато, ова све е уништено. И ламинатот е ставен врз стариот паркет кој што не е изваден, кој што имал влага. И при првото допирање со влагата, он се подигнал и се оштетил. Домот е реновиран во 2010 година, што по локални стандарди е скоро, но за квалитетот на реновирањето најдобро сведочи денешната состојба. Еве и таваните горе, гледате, ова е све делот над тоалетот. Практично неквалитетно направено и целата вода од самите тоалети иде во самата соба. Стив Наумов е еден од студентските домови опфатени со проектот за енергетски ефикасна рехабилитација. Земен е кредит од 20 милиони евра од Германската развојна банка уште во 2019 година, но четврта година поред на терен не се гради ништо. Директорот вели дека меѓу пречките биле проблеми со впишување во катастарот или правото на користење на некои објекти.
Можем да кажем дека сега сите објекти на Државен студентски дом Скопје се впишани во катастар, постојат на имотен лист, веќе е откочена работата за да може да почнат градежните активности во објектите. Заради тоа што правилото на КФ банка е мора да е ваш објектот за тие да можат да вложат внатре во тој објект. Но додека се решавале имотно-правно и административните проблеми, парите од земениот кредит во 2019-та стоеле на сметка, а тоа не е бесплатно. Секоја година се плаќале по околу 25.000 евра провизии, односно до почетокот на март 2023 година се потрошени околу 120.000 евра само поради тоа што парите стојат на сметка и не се трошат. Тие 120.000 евра практично фрлени во ветер за студентските домови се речиси ништо споредени со 7,1 милион евра кои се потрошени на провизии за неповлечени средства за железничкиот коридор 8. Заемот за првата фаза за железницата кон Бугарија од Куманово до Белјаковци изнесува 46,4 милиони евра и е земен во 2012-та. По речиси 12 години степенот на искористеност е 91% и досега се исплатени 1,5 милион евра трошоци за неповлечени средства. За вториот дел од пругата, делницата од Белјаковци до Крива Паланка, која практично се реконструира поради долго некористење, позајмени се 145 милиони евра во 2014 година. Досега искористени се само 11% од расположливите средства, но затоа се потрошени 5,6 милиони евра на провизии за неповлечени средства. На терен, на Белјаковце Крива Паланка повторно се работи по пауза од 2 години. Гради турската компанија Гюлермак. Сепак, кумановци се скептични дека по 30 години повторно ќе видат воз во селото. Јас сум се лично возио тај воз. Ќе видели се ќе се Пошто направи? имаше, нема да се направи ништо. Колку милиона евра се земено до сак. Ова е пруга, не да беше направена еден пут, 100 пут. Во Куманово градежните зафати се поинтензивни. Таму гради австријски Штрабак. Директорот на јавното предпријатие Железници инфраструктура Харило Квенец вели дека е задоволен од динамиката со која се работи на двата дела од пругата. Уверува дека сега е решена една од главните пречки во минатото – експроприацијата. Со проектната документација предвидено беше рушење на 50 објекти, 50 домови на наши граѓани од Крива Паланка и преку нивни сугестии успеавме со промена на проектот да ги намалиме на 16. Сега може би се работи, но кој е одговорен за потрошените милиони евра за провизии? Станува збор за член од законот, заемскиот закон помеѓу нашата држава и Европската банка за обнова и развој, во кој стои дека годишно би се плаќал 0,5% на неповлечените средства. Предпоставувам, станува збор за стимулативна мерка за побрзо конструктивно трошење на заемските пари со реализација на инфраструктурните проекти, меѓутоа ги знаете причините за доцнењето на реализацијата на целиот овој проект и не би сакал да навлегувам во причините во минатото. Минатата година Државниот завод за ревизија објави извештај за задолжувањето на субјектите од јавниот сектор заедно со степенот на искористеност на кредитите и заемите и произлезените трошоци. Наодите во него дека се одлеваат многу пари на непотребни трошоци за кредити не поттикнаа и самите да побараме информација од Министерството за финансии колку пари плаќа земјава за провизии за неискористени кредити. Одговорот е, платени се 34 милиони евра за провизии за неповлечени средства и тоа само за заемите земени од 1 јануари 2012 година па наваму. Кога ревизорите ја правеле анализата, се фокусирале на 11 поголеми проекти. Заклучиле дека меѓу главните причини за провизиите е што немало услови да почнат проектите за кои се земале кредитите. Отсуствува мониторинг кој што би бил на централизирано ниво, односно мониторингот се врши децентрализирано на ниво на проект и поради тоа многу често се случува да не се преземат навремено корективни мерки со цел да се отстранат пречките кои што ја забавуваат реализацијата на овие проекти. Препораките на ревизијата, вели Николовска, се да се воспостави систем на управување со јавните инвестиции, со што на централно ниво континуирано ќе се следи остварувањето на стратешките проекти.
Дизајнирањето на систем во иднина ќе придонесе да се спречи одлевање на дополнителни средства за јавни инвестиции, а исто така и ќе ја забрза реализацијата на проектите кои што се од јавен интерес за граѓаните и се во функција на подобрување на економијата. Став на неколку прашања побаравме и од Министерството за финансии за тоа кој е одговорен што пари стојат на сметка и се плаќаат непотребни провизии. Од ресорот на Фатмир Бесими само писмено велат. Министерството за финансии исклучува договори за заем за кои се носат посебни закони кои се усвојуваат од страна на собранието, додека за реализација на проектите за кои се склучени договори за заем, одговорни се институциите кои се јавуваат како имплементатори, односно преку кои се реализираат проектите. Од одговорите е јасно дека никој досега не одговарал за милионите евра потрошени на провизии, а како да се спречи истото во иднина? Од финансии велат дека преземаат активности за подобра реализација на проектите. За оние од највисок приоритет се најавува поддршка преку единица за координација на инфраструктурни проекти. Сите буџетски корисници при подготовка на буџетот ќе треба да достават предфизибилити или физибилити студија до Министерството за финансии за сите нови предлози за големи инвестиции. Потоа на ниво на влада предвидено е да делува управен комитет кој ќе го утврдува приоритетот на проектите за финансирање. Новите работни тела за кои говорат од финансии се потребни веднаш, бидејќи секој ден наместо во студентските домови или пругата парите се одлеваат за провизии, апсурдно за неповлечени пари од кредитите што државата сама ги побарала. Достапноста и квалитетот на јавните услуги во земјава кога генерално не се на многу високо ниво. Може само да се претпостави на какво ниво се за лицата со попреченост. Токму тоа го тестираме во пракса во историјата на Михаил Милошевски. Замислете да немате услови да влезете во сопствениот дом. Фантазијата е неопходна за да се представи таква ситуација, но не и за Игор Николовски. За него, тоа е реалност и секојдневен предизвик. Ниту со надградбата на неговата количка не може да ја искачи стрмната рампа за да влезе во својата зграда. Еве, тука живеем во оваа зграда и се обидувам да си одам дома. Не успевам да се качам на рампата која е предвидена за нас инвалиди. Поради така наречената рампа, Игор мора да кружи 100 метри до место каде има друга прописно направена рампа. Таа изградена за потребите на супермаркет во близина. Прошлајфува малку на мермерот, меѓутоа ова ми е единствена опција, само од тука можам да дојдам до дома. Но пристапот до дома не е единствениот проблем со кој се соочува секојдневно. Дента кога се сретнавме, со него го изодевме патот по кој често се движи, до зградата на општината Аеродром. Тротоарите по кои би требало да се движи со количката, на одредени места се високи па едва и ги искачува. Патот пак не е израмнет со години наназад. Живееме во град на ветувања на хартија. На хартија се изгледа фино, се е во ред и се е среден, меѓутоа на фактичката состојба воопшто не одговара на тоа. Еве, например, јас, како телесен инвалид, ако сакам да појдам до општина да извадам некој документ, или, например, извод да извадам од матична книга на родени, физички не можам да пристапам до самиот објект, камоли да дојдам до шалтер и да поднесам барање. Пред општината има метална рампа, но како и пред неговата зграда, човек во количка не може да ја искачи стрмнината. Демонстрирајќи колку е таа лошо изградена, се обиде неколку пати сам да се качи, но залудно. Вака вели е при секое негово доаѓање, а за да се искачи се потпира на добрината на граѓаните, кои ќе се најдат во близина за да му помогнат. Вакви примери, вели Николовски, има премногу, но лично за него најгорлив проблем е одењето во здравствен дом. Како диабетичар, тој секој месец мора да оди во поликлиниката да подигне инсулин. Иако би помислиле дека токму овие институции ќе бидат први соборци за олеснување на животот на лицата со телесна попреченост, реалноста е поинаква. Со танталови маки, тој едва и успева да дојде до влезот на установата. А внатре не е ништо подобро. Поликлиниката која покрај приземјето има уште 2 ката, каде се наоѓаат матичните лекари и лабораторијата,
Нема ниту лифт, ниту пак електрична рампа за лицата со попреченост. Крвна слика, јас не можам да направам. Доаѓаат долу техничари, ме боскаат долу во ходникот, како во времето на Втората светска војна. На другата страна од градот, преку реката Вардар е општината Чаир. Таму живее Ертан Шакири, лице со телесна попреченост. Пред речиси 3 години, 360 степени излезе на терен со него за да ги тестира јавните услуги кои ги добиваат лицата со попреченост, споредено со останатите. Заклучокот беше, еднаквоста не е ниту на повидок. Сега го направивме истиот тест за да споредиме дали нешто се подобрило. Самото движење по градските улици останува ризик за Ертан. Тротоарите кои треба да бидат ослободени за лицата со попреченост најчесто се преплавени со паркирани автомобили, а паркирани возила има и на коловозот. Слично како поликлиниката во Аеродром, и таа во Чаир е тешко достапна за лицата со телесна попреченост. Единствен начин за тие да стигнат до повисоките катови е доколку им помогне болничкиот персонал. Гледаш, до тога не може да се... Не може, нагоре не може да се оди. Мора да ти дојде некој да ти помогне. Да, 4-5 души. Да, 4-5 души. Да те кацат горе. Тоа се колички. А тоа го нема секој ден. Може да дојдат една, два пати, три пати, 5 пати не доаѓа да те кацат горе. Да. Може и некој не сака. Од поликлиниката Чаир се упативме на возење со градски превоз. Автобусот пристигна, а со него и старите проблеми. Шофера, ајде да помогнете. Не искочи шоферот. Не пак. Гре. Гре. Автобусите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје се опремени со систем на пристапни рампи. Со нив, секое лице со телесна попреченост треба да има пристап до јавен превоз. Но веќе со години, рампите во автобусите најчесто не работат. За да не оставиме на случајност дека баш рампата во тој автобус не работела, направивме нов обид да отидеме со автобусот Чаир до Битпазар. Повторно следуваше разочарување. На крајот, возачот на автобусот се смилува и лично, придружен од неколку други лица, помогнаа во процесот на влегување во автобусот. Ево пак, ќе се помогни. Ајде. Ајде. Не пак. Браво. Со помошта на неколку хумани граѓани, Ертан успеа да пристигне на Битпазар, каде повторивме уште еден тест од минатото. Поштата и по 3 години се уште е непристапна за лицата со попреченост. Во недостиг од рампи, но и од луѓе кои би можеле да помогнат, моравме лично да интервенираме. Ертан Шакири, кој се бори и за своето, но и за правата на другите лица со попреченост преку организацијата SOS Vita. Вели дека функционирањето на лицата со попреченост е сведено на милоста и немилоста на останатите граѓани. 21 век лицата со посебни потреби уште со тешкоти, уште со не со рампи, не во институциите, уште чекаме да ни помагат некој. Не знам дали има правда за лицата со посебни потреби. Правдата треба да дојде една за секогаш. За сите непријатни искуства побаравме одговори од сите државни и локални институции кои ги тестиравме. Министерството за здравство, Поштина Република Северна Македонија, Општината Аеродром и јавното сообраќајно предпријатие. И поречиси еден месец чекање,
Не добивме одговор од ниту една адреса. Проблем да дојдат до јавните услуги немаат само лицата кои се врзани за количка. Замислете, можете да стигнете до кои шалтери да ви треба, но кога ќе стигнете таму, ниту некој може да ве разбере, ниту пак вие може да ги разберете другите. Тоа е предизвикот со кој живеат лицата со оштетен слух, а ја трпат фрустрацијата од другата страна со која не можат да се разберат. Не може да очекувате трпение од таа страна. И најчесто кажат, па добро, пишува на веб страната вам. Значи, тоа е исто како вие сега во Кина да читате кинеска веб страна, појма немате, знаете неколку кинески збора, телото треба да го спојате. Значи, пишаниот говор, било кој пишан јазик, од било која област кој е говорен, за секој главолица, секаде во светот представува втори или трети јазик. Мајчин е знаковниот јазик. Лицата со оштетен слух со години бараат да добијат толкувачи на знаковен јазик, барем при лекарски прегледи. Пред неколку месеци конечно добија таква помош, но радоста траеше кратко. Министерството за здравство ги укина парите, и тоа само 6 месеци од воведувањето на мерката. Глувите лица добија она што го сакат и сега гледаат дека го губат тоа што им треба. Значи, они не побараа луксус, не побараа некои бенефици, некои поинакви работи, него едноставно побараа основна потреба за комуникација. Дека укинувањето на праксата е погубно за глувите лица, сведочи Тодорка Ристова, која и самата е глува и користи знаковен јазик, кој повеќето луѓе не го говорат и разбираат. Секој незин одење на доктор представува предизвик, па затоа имањето толкувач крај себе е од огромна важност. Уште при самиот влез на здравствената институција се соочувам со предизвикот немање на толкувач. Почнувајќи од шалтерот кој одзема доста време додека да објаснам дека сум лице со оштетен слух и да објаснам која е мојата потреба, односно за што сум дојдена. Почнуваме со пишување и подавање на ливчиња, а кога има гужва се јавува нетрпение од сите страни, но не секогаш разбирам се што ќе ми напишат. На крајот се откажувам и почнувам по потрага на толкувач. Со неа речиси секогаш во пакет доаѓа и толкувачката на знаковен јазик Тања Митовска. Таа е една од двајцата толкувачи кои биле ангажирани од Министерството за здравство за медицински прегледи на глувите лица. Со укинувањето на програмата, вели се ускратува основното право – глувите лица да бидат информирани на нивниот мајчин јазик, знаковниот. Тие буквално би биле оставени сами на себе и комуникацијата би се одвивала многу тешко. Не би можеле да се разберат. Може да се сгрешат многу диагнози, многу терапија да погрешат. Не би се разбрале како ќе му објасни на докторот што го боли или што точно осеќа, како се чувствува, дали е алергичен на некој лек. Митовска и понатаму без надоместки ги придружува сите оние на кои им е потребна, со и без програма, бидејќи и без нив преносот на информации за лицата со оштетен слух е невозможна мисија. Надежта за подобро утре е содржана во Националната стратегија за лицата со попреченост. Ја направија заедно Министерството за труд и социјална политика и Издруженијата на лица со попреченост и невладиниот сектор. Тоа е основата на хартија што треба да се подобрува во реалноста. Инклузијата и вклучувањето сепак е процес кој што трае и кој што бара континуирани вложувања. Значи не може сега да вложувате 2-3 години па сега да кажете сега нели понатаму малце ќе застане тој процес, пошто тоа е остварување на основните човекови права. Значи тука не треба да се разговара дали треба или не треба да се инвестира, туку треба стварно да се даде приоритет на она што значи основно право на секој човек, нели да пристапи до услугите и до можностите што ги нуди државата. Не е тајна дека планираното во земјава тешко се реализира. На тоа потсети и Европската Унија во последниот извештај за земјава, каде се вели дека е постигнат само ограничен напредок во подобрување на правата на лицата со попреченост. За мнозинството граѓани, исполнувањето на забелешките од Брисел се само едно барање за исполнување на европскиот пат. За Игор, Ертан и Тодора, дури и најмалата промена на подобро прави огромна разлика во нивната борба. Да имаат право и права, како и сите други луѓе во општеството. Овде правиме пауза за реклами, а по нив е новата саботажа.
Историјата само кај нас важи и во сегашноста, тешко од неа ќе се ослободиме и во иднина. Сите премрежја се поврзани со отсуството на сигурност која треба да го гарантира системот. А тој никако да го покаже тоа што од него постојано се бара. Јас имам епохална реченица кажена во 2004 година. Да умрев во четвртокот нема да знаев дека Македонија е толку правна држава. На криво магре ме качија. Денеска после 19 години ние повторно исто збориме. Причините за однова и однова да се живее во истото време не баре денот на мрморецот се разликуваат само во однос на впечатоците, а не и од содржински аспект. Или не се знае, или се должи на зла намера. Тие испратија порака пред македонската јавност дека не си го познаваат сопствениот закон. Го познаваат, меѓутоа свесно го кршат. Може би до ескалација немаше да дојде доколку наместо барање за стрпливост од јавноста, пред неа беше презентирана вистинската слика за гробарите на македонската правда. Молчењето, за жал, кога станува збор за злоупотребите, не е злато. Јас би замолила за малку трпение. Судскиот совет работи и на првиот случај и на останатите случаи. Во овој момент не можам информациите да ги споделам со јавноста. Најинтересно е дека тој кому му се премолчува поради таквиот однос, наместо да биде санкциониран поради политички дил, ке замине на повисока функција. Затоа, за да се биде член уште повеќе да се предводи на толку сериозна институција, не е доволно само да се има желба и партиска логистика. Туку се потребни интегритет и стручност. Ја Весна Данева не ја бранем ко Весна Данева. Ја не ја напаѓам Весна Данева. Ја кажам дека стручен не може да се нафати, нека биде Господ. Овдека е менаџерска работа. А не е менаџерска работа, што не става менаџерска работа председател на судски совет? Па затоа што си професор. Абе, бег. Работата не само што е за бегање, туку е за бегане. Камуфлирајќи се за правото и етиката соочени со зборови опатени директно кон нив. Не можејќи да претрпат критиката како во средниот век. На клада ги ставаат тие што се охрабриле да им кажат дека се обични монети за подкусурување. Пазите сега кој е примерот. Ако некој јавен обвинител се дрзне да критикува било кој од Советот или самиот Совет, наредниот ден инквизиција решила да му скине главата. И на крајот, за тие кои сакајќи да поминат лесно барем со избран речник, го бираат потешкиот. И да ја кажам право, успешно се шетам по судови. Да. За разлика и не леам солзи затоа што се шетам по судови, затоа што кавкалијански сакам да го поминам ово. Символиката додуша со малку видоизмената лексика е типична за целиот македонски општествен лавиринт. Од него може да излезат само оние кои умеат на свој начин да го протолкуваат уставното начело со кое се што не е забрането е дозволено. Па било тоа и надвор од здравиот разум. Тука завршуваме и се одјавуваме. За повеќе информации посетете ја веб страната 360stepeni.mk. Пријатно до петок во 22:20.